Оброкот на денот ни започнува токму сега во 10 часот и 6 минути за сите оние кои што се заедно со нас на фреквенција на Телма со утринската програма и се разбира оние содржини кои што ги имаме секојдневно, а се разновидни и за вас. Така ќе биде и денеска со оброкот на денот, во кој што, ако не следевте и пред малку, споменавме дека ќе направиме еден здрав сладок крем. Оно што е особено вкусно за и побарувано од страна на најмладите, но го сакаат и повозрасните. А ако зборуваме за сладките работи кои што секогаш не предизвикуваат да ги вкусиме, а не секогаш тоа добре дојдено во зависност од тоа какви се, тогаш можеби и ќе се запрашаме што е тоа што можеме да го подготвиме, да го вкусиме или почесто да го имаме на нашето мени, а да не се грижиме или да немаме грижа на совест дека е штетно, дека јадеме многу благо или дека може да качиме килограм плюс. И за тоа денеска во студиото ќе ни објасни и ќе ни представи еден рецепт нашиот Љупче Бубетрајчев, кој што го имаме, ми се чини за прв пат во 2023 година. Добро ни дојде, Љупче. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Поздрав до сите гледачи на Телма телевизија, посебно на утринската програма, оние кои што не гледале знаат за што станува збор. И во ова нова година ќе правиме здрави и секако нели вкусни рецепти. Тоа е многу битно да не бидат само здрави, да бидат и вкусни, за да имаме желба повторно да ги вкусиме. Така ќе биде и денеска, ќе направиме едно здраво млеко од лешник, кое што не содржи шекер, содржи само две намирници, тоа се лешници и урми. Истото може да се заслади со некој друг засладувач, како што е мед, јаворов сируп, агаве и некој друг природен засладувач, некој друго овоше кое што содржи голема количина на шекер. Ние денеска ќе користиме урмата, ќе користиме исто така за правење и на еден здрав крем од лешници кои што нели децата го обожаваат и сега да не внесуваат многу шекер. Знаеме дека индустриските такви кремови содржат 50% шекер, а вака ќе внесат и многу минерали и многу природни шекери, а сепак тоа да биде вкусно. Значи ќе направиме еден спој кога би го користиле овој крем, пошто секогаш нели тој крем оди со млеко, вака ќе имаме и природно млеко и природен крем. Така да се надевам дека ќе им се допадне на гледачите. Кремот се прави едноставно, исто се користат лешници, се користат турми, се користи малку од млекото кое што претходно ќе го имаме веќе направено и се користи какао или рогач. Ние ќе се обидеме и од двете да ставиме малку, затоа што ќе има подобар вкус според мене, така, затоа што рогачот му дава уште една пубава нота и содржи многу добри состојки кои што исто така придонесуваат за имунитетот, а тоа е нели битен баш во овој зимски период. Да, јас морам да те прашам, Љупче, тебе нешто лично, еве да речеме пред да нели продолжиме со подготвувањето на она кое што ти го представи во моментов, само нешто што е поврзано исто нормално за храната, бидејќи ја дочекавме новата година со една богата новогодишна трпеза, верувам кај секого, така и кај тебе. Да. И го прославивме Божик. Сега обично, нели за овие денови, сите оние кои што и во суштина практикуваат здраво да се хранат или не толку да се прејадуваат, знаат да направат по некоја одстапка нели за овие денови. Како стои тоа кај тебе, бидејќи јас знам дека ти со години во континуитет практикуваш ваква храна, а обично кога се празниците во прашање имаме, не дека ова го немаме, но секогаш сакаме нешто што е традиционална македонска кујна, па тоа што е поврзано нели со обичаите, а тоа е прилично така по обилно. Па да, секогаш нели за празниците знаеме сарма, мада сармата е посна за Божик. Да се внесува големи количини не само на месо и на производи кои што содржат многу калории, него и се внесува храна многу повеќе од вообичаено. И тоа е обично проблем кога ќе имаме многу храна во нашиот дигестивен систем, тој не може толку да обработи, троши многу повеќе енергија да ја складира, затоа што имаме вишок на преработена храна, таа мора некаде да оди. Се создава нели масно ткиво и сите знаат да кажат леле колку се поправи за празниците. Така да тоа е еден убав период на да речеме на славење, меѓутоа треба да се внимава, секако да се јаде, меѓутоа да не се претерува. И сега добро е после тој период да се направи еден детокс на организмот со да речеме еден ден да се јаде само овоше, за да може да се исчисти дигестивниот тракт, за да може повторно да функционира онака како што треба, затоа што знаеме дека месото, поготово ако некој користел преработки од месо, тие може да останат 3 до 4 дена во дебелото црево и може да направат проблем. Со користење на растителна храна, исклучиво и на
пиење на сокови, ќе направиме едно чистење на тој дигестивен тракт, така да може повторно да си функционира онака како што треба, така да не е грев, нели, да се изеде нешто повеќе, да си има обилна трпеза, меѓутоа треба да знаеме после тоа да го изчистиме организмот за да нели секако да немаме последици, да бидеме здрави. Да, и потоа да се проложи со оној баланс кој што секогаш го препорачуваме, нели, кој што е потребен, да има една редовна исхрана или како велите велиме пет оброци во денот, 3 главни и 2 ужини, но не прави тоа, нели, ако имаме неколку дена малку повеќе јадење од вообичаено, па потоа еден ден само новоше или тој така наречен детокс, не прави шок на самиот организам, така пошто имаме една и друга крајност. Затоа што тоа трае кратко и може да се исчисти организмот, да речеме не правиме некој детокс кој што е долг и може да се премине директно на вако. Меѓутоа, ако сакаме да правиме долг детокс, треба тоа да го правиме постепено. Тоа неколку пати сме го кажали. Ако сакаме да правиме детокс од една недела, од 21 ден, треба постепено да преминуваме на сирова храна, на сокови и слично. Меѓутоа, овде се прави еден краток детокс или се прави еден цел ден само се конзумира вода, така да може да се направи. Тоа нема да биде шок за организмот, затоа што тој веќе има многу состојки кои што самиот ќе ги искористи. Тоа е еден вид на, да речеме, на една продолжена аутофагија која што ќе биде околу повеќе од 24 часа. Да, добро, ова беше еден вовед или едно поврзување со она што ни се случува во овој период, а сега ќе продолжиме со нашиот денешен рецепт. Здравиот крем или природен крем, како вели Лјупче, природно млеко од лешници. Значи, се стават 100 грама лешници, обично 100 грама лешници одат на 750 милилитри вода. Меѓутоа, ние не ја ставаме целата вода наеднаш, ставаме дел од водата, за да може, нели, тоа многу полесно да се измати. Ако имаме многу вода, ќе се бркаат лешниците по водата, така да го правиме тоа на овој начин. Ставаме, да речеме, некаде околу 200 до 250 милилитри вода и го блендираме. Јас би те замолил, ако сакаш, Ивана, да ми помогнеш само неколку урми да се исчистат, кои што ќе бидат наш засладувач. Значи, некаде околу 8 урми би требало да одат на оваа количина на млеко. Откако ќе завршиме со блендирањето, ја додаваме целата вода. И сега може да ги додадеме и урмите. 4 има тука, се уште 4 ќе исчистиме. Урмите се секогаш составен, најчесто се составен дел од твоите рецепти. Па да, урмите се затоа што урмите имаат многу природен шекер, значи придонесуваат многу лесно да го задоволиме она чувство на одредена блажина која што ја сме ја навикнале, нели, во сите сладки и, да речеме, и млека, и за да има доволно блажина, за да биде, нели, вкусен самиот рецепт. Урмите се прекрасни, затоа имаат и таква една структура која возможува, нели, соединување на било која бомбица или правење на торти кои што сме ги правеле. Значи две во едно покриваме. Сега во принцип млекото е готово. Тоа може и да се процеди и со остатокот, кој што не е многу голем, да се додаде во бомбици или во било кој крем, меѓутоа ние нема да го цедиме, затоа што нас тоа не ни пречи. Обично тоа помалите деца сакаат да им биде гладко, да нема ништо внатре. Да. Вака. Одлично. Еве го млекото. Многу интересно е каква течна состава излезе токму од таа грамажа на лешници и при тоа вклучувајќи ги и урмите. Да, сега треба да имаме исто така мораме да уште урми да изчистиме за кремата. Може. Колку треба урми? Па некаде би требало некаде 10 најмалку. Добро. Еве јас се зафаќам со чистење на урмите кои што ќе ни бидат потребни за кремот.
Што се однесува до грамажата која што можеме да подготвиме за ваков крем, бидејќи ние сакаме нели што попрактични работи, а тоа би значило ако веќе подготвуваме ваков крем да можеме да го имаме во поголема количина, па да нели можеме да го понудиме и на децата и да си каснеме и ние возрастните. Колку може да се направи грамажа во смисла колку може да стои ваквиот природен до крем? недела дена би можел да стои, меѓутоа тоа нема да се случи најверојатно затоа што брзо ќе се изеде. Сега користиме овде таму беа 100 грама лешници, сега користиме 200 грама лешници. Додаваме некаде од прилика 2 лажички какао и 2 лажички рогач. Кажавме зошто ставаме и рогач, затоа што ќе добие некој побав вкус, меѓутоа тоа нели е секогаш работа на вкус, така да некој може да го прави само од рогач, некој може да го прави само од какао. Од какао, зависи според вкусот. Сега мирирањето ги малку поспоро, затоа што имаме една густа маса која што треба да се изедначи. Треба да имаме добар блендер за тоа да го направиме. Малку појак, така. Само да видиме. Можеме уште малку само млеко да го дадеме, затоа што да добиеме една пубава смеса. Значи тоа секогаш од око зависи нели од лешниците. Какви се? Имаме овие две во комбинација, односно ако го подготвуваме кремот, а го немаме направено млекото од лешник, дали може да додадеме друго и вода. растително млеко или да, само може вода? да додадеме и вода, може и друго растително млеко. Еве го кремот. Битно е да се користи добар блендер за да може да се изедначи смесата. Да. Верувам дека сме ја погодиле блажината, доколку не е доволно благо, или може да се додаде урма, може секако во ова да се додаде дополнително мед, така да не можеме да погрешиме. Некој сака поблаго, некој сака не толку благо, се во зависност од вкусот. И сега останува да го намачкаме на лепче. Тоа јадење кое што и ние сме го јадене, нели како деца. Да мачкам, така може? Може секако да го пробаме. И вака фино ќе го намачкаме на овие мини кришки кои што ти не ги донесе, се разбира. Како и домашно лепче. Вообичаено кога правиме некаков намаз, без разлика дали е благ или солен, во комплет ни носиш и лепче кое што го подготвуваш, за да можеме да го пробаме тој вкус. Ова е лепче од мајка ми, традиционално божично лепче. Одлично. Ќе го пробаме. Јас обично сум мајстор за чијабата. Јас сум повеќе по италијанската кујна, така да јас ја сакам чијабатата, таа многу брзо се подготвува, не треба месење. Кажавме, нели, во едно гостување мое како се подготвува чијабатата. Да. Тоа е традиционално исто лепче во Италија кое што настанало пред 100 години кога французите го измислиле нивното познато француско лепче, италијаните секогаш да не видат покусот и ја направиле чијабатата, која што е доста интересна, може да се најде некој лешник кој на страната се залепи. Како ќе се најде, така ќе се изведе лешничето. Така да верувам дека сме погодиле блажината на густината е супер, меѓутоа дали е доволно благо зависи нели и од лешниците какви се, зависи и од урмите колку се сладки. Така, еден одличен десерт веројатно и одлична
ужина во текот на Да, денот, може да го послужиме со млекото, како што кажав. Да, сега ќе го сипеме и млекото во овие наши мали шолички тука, кои што можеме да ги преку нив да дегустираме, се разбира, а да има за може и подолго да се блендира, меѓутоа во случајов нема потреба, зависи кој како сака. Јас на пример не сакам да биде скроз гладко, сакам да осетам некое парче од, да речеме, од лешникот, некој така. Подобар вкус има според мене, меѓутоа ако сакаме за крема, да, ако сакаме да добиеме скроз мазна смеса, треба нели уште едно 4-5 минути да го блендираме за да може целата смеса да уфати блендер, затоа што сепак е густо и треба многу време за да се хомогенизира целата смеса, да се изедначи. Да, бидејќи нели најмладите, особено оние пак кои што се навикнати на оној не толку природен крем како што велиме, а секој од нас го вкусил тој вкус и кога ќе се обидеме да го на некој начин подметнеме ова, да кажеме дека е навистина таков крем, лесно ќе може да се Па да, може да се забележи, меѓутоа овој крем е многу подобар, многу повкусен според мене, затоа што има многу поизразена нота на лешник, а лешникот е, не верувам некој што не го сака, има многу добар и мирис и вкус, понагласен е лешникот, затоа што видовме дека суштината на кремот е лешникот, за разлика од индустрискиот крем каде што имаме скроп, имаме брашно, имаме многу шеќер, имаме многу мал дел на лешник. Некаде 9% мислам дека е тој индустрискиот, ние имаме овдека скоро 70% сме лешник. Така е. Одличен предлог е ова денеска, нели пост празнично, иако како велиме се уште траат празниците и ќе ги имаме до половина на месец јануари, таков е месецот, па ќе можеме да си го подготвиме ова и да си имаме дома и за нас и за децата, но она кое што е составен дел сме забележале во твоите рецепти се токму јаткастите производи. Еднаш исто го пробав јас лично, го направив твојот рецепт на таа една убава торта мешана со јаткасти производи и тоа е еден нели од искуство да кажам одличен рецепт кој што секој може да си го подготви. Го имате за потсетување на нашиот YouTube канал, а веројатно и на твоите профили Лјупче на Facebook. Да. Ќе може да си го погледнат и тоа е доста практично, при тоа е хранливо, но истовремено и не задоволува потребата за благо, не одзема време и не тера да јадеме нешто што не смееме и што не треба. Интересно што на пример кога ќе изедеме едно парче, да речеме од таа торта, ние немаме потреба да јадеме повеќе. За разлика кога ќе земеме нешто индустриско, ние јадеме и нашиот организам бара уште и саме прашуваат некои зошто е тоа така. Тоа е така затоа што кога ние ќе внесеме нешто здраво, нашиот организам е толку совршен, тој знае што сме внели и како сме внели и вика оп, доста, доволно е, ги имаш сите хранливи состојки кои што ти се потребни, не треба веќе да јадеш. Меѓутоа кога јадеме на некој начин junk food, нели наречено на англиски во Америка, доста добро познатата junk food, ние јадеме се повеќе и повеќе и организмот вика дај ми уште пошто не ги задоволува моите потреби кои што ми се потребни за функционирање на мојот организам. Меѓутоа кога ќе земеме нешто здраво, нели, например, ние можеме да изедеме една јаболка, две максимум, да речеме, и сме ја задоволиле потребата. Меѓутоа, печени јаболки можеме 20 да изедеме. Затоа што организмот бара уште и уште, затоа што не ги задоволува потребите кои што му се потребни и сега од таа храна треба да прави комбинации, да исфрла, да одзема и тука многу повеќе се троши, освен тоа што не добиваме енергија, ние трошиме додатна енергија за да можеме тоа нашиот организам да го спакува, му треба многу повеќе ензими да направи за да може да ја разложи таа храна, му треба на желудникот многу повеќе пепсин, многу повеќе, значи желудочен сок за да го свари тоа, затоа што во суштина тоа е храна која што е термички третирана и која што во себе содржи многу непотребни работи кои што треба да ги разложи организмот за да ги исфрли. Од тука доаѓа тоа со едно такво парче ние јадеме и потоа имаме 4-5 часа имаме многу енергија затоа што на пример еве ја зема ти таа торта каде што ги имаме јаткастите плодови, ги имаме сите лешници, бадем и ореви и на крај филото. Ја имаме целата група на Б витамини, имаме многу минерали внатре и освен тоа имаме и овошје кое што е богато со витамин С. Да, шумско. Така да ја задоволуваме потребата на нашиот организам и затоа по едно такво изедено парче се јавува ситос и едноставно се чувствуваш ја не можам повеќе.
повеќе да изед. Така, јас си останав со кришчето во рака, сакајќи се нели со желба да го пробам ова и тоа ќе се случи и може да се направиме едно вака на здравје со ова млеко природно од лешник кој што ни го подготви Љупче. Ето за здравје Ова година повеќе здрави рецепти. На сите среќа, повеќе успех во се што работат, па може да им кажеме и една препорака за како да бидат среќни, зашто нон-стоп нели правиме нешто здраво. Мојата девиза за човек да биде среќен е секогаш треба да има добра намера. Кога имаме добра намера кон сите и кон природата и кон луѓето и кон се што постои, ние не можеме да се чувствуваме лошо затоа што секогаш нели кога даваме добро, ни се враќа со добро, секогаш сите да имаат добра намера, луѓето кои што имаат добра намера, со нив можеме да споделиме уште повеќе енергија, оние кои што немаат сами ќе се оттргнат од нас и така секогаш ќе бидеме среќни. Во оваа година сите им посакувам да имаат секогаш добра намера и се што прават да прават со љубов и така ќе бидат и среќни, а здрави ќе бидат нели нормално ако се среќни и ако секогаш употребуваат природни производи, оние кои што ги дала природата. Ти благодарам, Љупче, ти посакувам и тебе и среќна и успешна година, да си продолжи оваа наша соработка за да може да ги презентираме и останатите твои здрави рецепти кои што ги имаш во изобилие, кои што многумина веројатно и ги пробале и ги направиле, пред се практични. И некако велиме, ако се придржуваме кон тоа ќе стане наша навика, со тоа и ќе го подобриме нашето здравје или ако за жал имаме некои здравствени проблеми, можеме и да ги надминеме бидејќи токму се почнува и оттаму. Така да верувам дека го постигнуваме ефектот кој што сакаме. Здравјето доаѓа секогаш од природата. Благодарам на поканата. Се надевам во следното гостување ќе направиме уште нешто интересно и убаво за нашите гледачи. Не се сомневам. Има убав ден, Љупче, и добра работна недела. Се гледаме во следна прилика. Вие уживајте во ова доколку го подготвите денеска или во следните денови. Можам да кажам бидејќи го пробав дека е навистина вкусно и млекото и овој природен крем нема промашување, што значи дека навистина ќе уживате. Доколку нешто пропуштивте, знаете, во текот на денешниот ден истото ќе може да го погледнете на нашиот YouTube канал Утринска на Телма. Ние продолжуваме со уште една и последна тема за денеска.